Добро вечер. Четврток, 22 часот. Време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Ефто, почитувани гледачи, а вие сте на вистинското место. Зошто? Бидејќи има да нете 50 до 55 минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Во понеделникот беше убав ден. Имаше средба на Зоран Заев и Христијан Мицкоски. Има ли нешто поубаво, почитувани гледачи, кога времето ќе потврди вашите тези? Односно времето ќе потврди моите тези. Доаѓавте еден мал дел од вас. Доаѓавте, се каравте, ме напаѓавте, навредувавте. И на крај Христијан Мицкоски се сретна со Зоран Заев. Нели на купче ќе ги собери сите, ќе ги елиминира. Нели сите непријатели или слуги на Заев ќе ги собери на купче, ќе ги елиминира. Сега во кое купче е Христијан Мицкоски? Во тоа што елиминира или во тоа што треба да биде елиминирано? Што е сега Христијан Мицкоски, човек кој се бори против Заев, или министер за опозиција, во опозицијата кој е под контрола на Зоран Заев? Гледате како времето ви сервира одредени ситуации, како времето ве потврдува. Знаете, многу е битно вие да бидете на вистинската страна. Ако ја промашите стратегијата, немате шанса да победите. Може би со одредена тактика да се купува еден месец, да се купува 2 месеци, да се купува и 3 месеци. Меѓутоа, ако ја промашите стратегијата, нема шанса да бидете на вистинската страна на брегот. Тоа сега се случува. Гледате како со тие тешки зборови. Тешки збори кои кажува против сите кои размислат различно од него. Тешки збори кои кажува против Зоран Заев. Тешки збори кои кажува против меѓународната заедница, така натаму и така натаму. Одеднаш сите тие тешки збори што сте и кажале се треба да ги голтате. И сега одеднаш вие нема да расчистите со купчето, слуги на Зоран Заев, туку вие сте дел на тоа купче, односно сте сам као купче кој отиде на средба со Зоран Заев. Се договори со Зоран Заев и сега сте опозиција, министра за опозиција на Зоран Заев. Ваква доминација на еден клан, ваква доминација на еден град, не се памети во македонската политичка историја. Вие имате Струмички зет, Христијан Мицкоски, и го имате во наводници газдата на Струмица, кој 15 или 20 години владее со Струмица. И тој Струмички клан сега се обидува да владее со Република Македонија. Едниот кој председател или премиер на владата, вториот кој лидер на опозицијата. Тој Струмички концепт, почитувани гледачи, тој Струмички концепт на Зоран Заев е изгора Силвана Бонева, Митко Чавков, Васил Пишев, Славе Гошев, Ванко Верманчев, Киро Јанев. Гледате, тие беа постојано во конфликти. 2 или 3 крила на ВМРО-ДПМН постојано беа перманентна конфронтација во Струмица. И ВМРО-ДПМН кој беше најсилен и на изборите 2013 и на изборите 2009 година. И претходно и после тоа, почнувајќи од 2005 година, кога Зоран Заев станал градоначалник на општина Струмица, не може ВМРО-ДПМН и кога е најсилен на македонската политичка сцена да победи во Струмица. Мора да постојат два конфликти. Тие конфликти да се во перманентна конфронтација едни со други. И најмалку еден од тие кланови, или тие две групи кои се во перманентна конфронтација во редовите на ВМРО-ДПМН, да биде во финансиска коалиција со кланот на Зоран Заев. Тоа е Струмичкиот концепт. Тоа што беше правено во Струмица изминатите 15 или 20 години, сега тоа се спроведува на ниво на Република Македонија. Да има две крила. Двете крила да се во конфронтација врват на ВМРО-ДПМН. Двете крила да се борат за блиско со Зоран Заев. Еден или два дела на тие две крила да биде во финансиска коалиција со Зоран Заев и Зоран Заев да може да го троши или да ги троши двете крила. Сега конфликтот е помеѓу Христијан Мицкоски и помеѓу Никола Тодоров. Гледате, и Христијан Мицкоски и Никола Тодоров еден на еден модел, друг на друг начин се обидуваат да покажат дека тие се вистинскиот партнер во редовите на ВМРО-ДПМН да коалицира со Зоран Заев. Тој е Струмичкиот концепт. Ако треба да извлечете поука од тој Струмички концепт, е дека сите представници на ВМРО-ДПМН во Струмица беа потрошени, почнувајќи од Силвана Бонева, завршувајќи со Слава Гошев. Тоа ќе се случи и сега во тој конфликт во врвот на ВМРО-ДПМН. Суштината на ова порака која праќам дека ВМРО-ДПМН мора да најди лидер кој ќе биде надвор од контролата на Струмичкиот концепт, надвор од контролата на Струмичкиот клан. Ако сакате да го поразите Зоран Заев, вие мора да играте различно од Струмичкиот концепт. Ако влезете во играта на Струмичкиот концепт, не може да победите. Може да завршите само ко Силвана Бонева или ко Митко Чавков. И ајде да не го анализираме ВМРО-ДПМН. Гледате што се случува во СДСМ во Струмица. Панчо Орцев, Цветанка Ивановска, Костадин Костадинов, сите тие беа противници на Зоран Заев. Сите тие припаѓаја на групи кои беа во конфронтација во рамки на СДСМ против Зоран Заев.
Одеднаш и Панчо Орцев кој стана пратеник, и Цветанка Ивановска која стана пратеник, а сега е секретар на Македонското собрание, и Коста Костадинов, кој во младината беше противник на Зоран Заев, кој сега е еден од кандидатите да биде нов потпредседател на СДСМ, кој е портпарол на СДСМ, сите тие структури беа конфронтирани со Зоран Заев. Еден по еден Зоран Заев, ајде да не бидеме вулгарни, да речеме дека ги има купено, ги има придобиено на своја страна. Прашајте го Владо Бучковски, дали 2004, 2005, 2006 година можеше да спроведе општинска конференција за избор на општинско раководство, односно раководство на СДСМ во градот Струмица, кога беше во конфронтација со Зоран Заев. Не му беше дозволено во неколку наврати да спроведе општинска конференција и да биде избрано ново раководство кој нема да биде под контрола на Зоран Заев. Лете, така функционира Зоран Заев. Или ги крши, или ги купува своите противници. Меѓутоа, тој струмички концепт, колку да е шашаво, што би рекол Георги Јунов, функционира како космодиск. Ако не ми верувате на ово што говорам, отворите на мојот YouTube канал. На 17 јануари е постирана емисија со наслов Зоран Заев не сака да го види Христијан Мицкоски во владата, него му треба Мицкоски во Белата палата. И тоа е направена емисија на 17 јануари. Значи на 17 јануари точно, хируршки прецизно имам дефинирано и детектирано што ќе се случи на македонската политичка сцена. Дека Зоран Заев ќе направи се да го задржи Христијан Мицкоски во Белата палата. Тоа е силата на Христијан Мицкоски и тоа е потребата на Зоран Заев. Христијан Мицкоски да остане на чело на ВМРО-ДПМН и Зоран Заев да го има под контрола Христијан Мицкоски на чело на ВМРО-ДПМН. Тоа е суштината. Зоран Заев направи се да ги елиминира сите противници на Христијан Мицкоски и да му обезбеди чист терен на Христијан Мицкоски да остане на чело на ВМРО-ДПМН. Христијан Мицкоски има можност на Твитер, на Фейсбук, на пресконференции, на неговите дежурства, на неговите настапи на телевизија Алфа и на останатите медиуми финансирани со унгарски пари, да плука и да говори против Зоран Заев, но да не смее да побара оставка. Тоа е договорот Заев Христијан Мицкоски. Тоа е суштината на премиерот на владата и на министерот за опозиција, кој е лидер на македонската опозиција. Да немаме дилема, почитувани гледачи. Зоран Заев може да му овозможи на Христијан Мицкоски или може да му даде на Христијан Мицкоски и да биде дел на владата. Кога вие гледате што све е договорено во понеделникот на таа средба во клубот на пратеници, секој кој се разбира од политика знае дека на таа средба е договорено многу повеќе, односно и на средбите пред таа средба е договорено многу повеќе од тоа што беше кажано на пресконференцијата. Затоа велам, Зоран Заев е подготвен да му даде на Христијан Мицкоски да биде дел на македонската влада. Христијан Мицкоски, например, ќе бара министерство за внатрешни работи или ќе бара министерство за правда, а Зоран Заев ќе му даде министерство за одбрана. На тој начин и Христијан Мицкоски ќе биде во владата и Радмила Шекеринска ќе биде елиминиран од владата. Или, например, ќе бара министерство за правда, нема да биде жртвуван Бојан Маричич, бидејќи е клучен играч на Зоран Заев, ќе му биде дадено местото јавен обвинител во Република Македонија. Значи, можно е да се случи Христијан Мицкоски да биде дел на владата на Зоран Заев. Знаете, почитувани гледачи, многу е полесно вие да го имате Наке Ќулев во владата и да го обвинувате Наке Ќулев за сите глупости што ги прави таа влада, а бога ми оваа влада прави многу глупости. Значи, е многу полесно вие да го напаѓате Наке Ќулев, отколку да го напаѓате Драги Рашковски. Од таа причина, или ако така се гледат работите, на Зоран Заев многу повеќе му одговара Христијан Мицкоски да биде дел на владата, да биде втор или трет по сила коалиционен партнер во владата, отколку да биде надвор од владата. Бидејќи секоја грешка, секое промашување кое се прави во владата, нема да биде делено со Христијан Мицкоски, туку ќе биде товарено на Христијан Мицкоски. Бидејќи Христијан Мицкоски располага со она хистерија на социјалните мрежи, на интернет, Фейсбук, Твитер и така натаму и така натаму, меѓутоа мејнстрим медиумите ги има под контрола Зоран Заев. Вие кога ги имате мејнстрим медиумите под контрола, тогаш можете многу повеќе од Христијан Мицкоски да наметнете во јавноста одредени предмети, одредени расудувања, одредени поенти, спинови и така натаму и така натаму. Гледате што се случува во времето на Наке Ќулев. Наке Ќулев беше виновен за се што се случува во Република Македонија. Немаше луѓе кои ги почитува мерките против коронавирусот, беше виновен Наке Ќулев, не беше виновен Велко Филипче. Било што ќе се случеше негативно во Република Македонија беше виновен Наке Ќулев. Зошто да не го репрезира тој модел Зоран Заев? Ако сака да го репрезира тој модел, да го дели или да го пренеси целосно притисокот на Христијан Мицкоски, ќе му возможи на Христијан Мицкоски да биде дел на македонската влада. Верувате, прашање на време и на техника како Христијан Мицкоски ќе биде министер за опозиција во македонската влада. Можеби ако замени Али Ахмети во Хаг, ако треба да биде сменета Радмила Шекеринска, кој ќе му помогне на Зоран Заев? Нормално, неговата најголема инвестиција во македонската опозиција, тој е Христијан Мицкоски. Како ќе биде награден Христијан Мицкоски? Освен со клиничкиот центар,
со одредено портфолио учествува во изградбата на клиничкиот центар и со одредени места во македонската влада. Ајде да видиме што е договорено на таа средба во клубот на пратениците. Средата која понеделникот се случи во клубот на пратениците, односно тој тет разговор помеѓу Христијан Мицкоски и Зоран Заев. Одложен е пописот во Република Македонија. И гледате како сега медиумите под контрола на Христијан Мицкоски, односно медиумите финансирани со унгарски пари, прават дебатни емисии каде што објаснува дека Христијан Мицкоски на зелена маса го поразил Зоран Заев. Од другата страна немате такви дебатни емисии. СДСМ не се фали дека победил на зелена маса, бидејќи нема потреба да се фали дека победил на зелена маса. Знаете, тоа е приказната за некој кој има црн појас во карате и има жолт појас во карате. Тој што има жолт појас во карате, за да го видат сите, излага пред зграда и вежба карате. Тој што има црн појас на карате не вежба, нема потреба да се покажи пред комшиите дека знае карате, дека има црн појас во карате. Тоа е разликата сега на тоа што се случуваше на средбата во понеделникот. Всушност, автор Спиритус Мовенс, идеолог на таа стратегија дека ВМРО ДПМН победува е господинот Александар Николовски. Александар Николовски иначе е мастермајндот на таа стратегија дека Христијан Мицкоски ВМРО ДПМН само што не победиле, само што не се сменила власт, само што нема 62 пратеника во македонскиот парламент. Еве Христијан Мицкоски победи на зелена маса, победи короната. Гледате каква насушна потреба има тие да покажат дека во нешто победуваат. Бидејќи имате изгубено 5 или 6 изборни циклуси, така и сега победија со одлагањето на пописот во Република Македонија. Како победија? Па победија на зелена маса. Односно е парафразира она теза на Добрица Чосич, дека србите секогаш победуваат во војна, а губат во мир. Така и сега, ВМРО ДПМН секогаш победува на зелена маса. А вие кога ќе подлечите црта по таа победа на ВМРО ДПМН, гледате дека нема ни п од победа. Ајде да видиме што де факто се случи со одлагањето на пописот во Република Македонија, тоа што медиумите под контролот на Христијан Мицкоски тоа го презентираат или го представуваат како него голема победа на зелената маса. Пописот во Република Македонија, кој требаше да стартува денес на 1 април, беше готов, беше канта тропа, беше фалименто и пред да биде одложен. Овие дрва во власта има две операции кои требаше да спроведат во Република Македонија, тоа е вакцинацијата и пописот, и ги промаши двете операции. Пописот, велам, беше канта тропа попис, беше фалименто, беше растурен како бугарска скупштина, ако не беше одложен. И наместо Христијан Мицкоски да му остави на Зоран Заев, да се прпел како огирица во тавче, завиткана во брашно и ставена во тавче, тој му помага на Зоран Заев да се спаси од фалиментот или банкротот на пописот во Република Македонија. Велам, пописот беше фалименто, пописот и вакцинација. Овие дрва има две операции. Тие две операции требаше да ги спроведат во првата половина на оваа година. И двете операции ги фула, и двете операции ги промашија. И вакцинацијата на населението, тој е конфликтот помеѓу Венко Филипчи и председателот Сео Пендаровски, и го промашија пописот. А ако Христијан Мицкоски не побараше одлагање на пописот, ако не му фрлаше гума за спасување, свесно или несвесно на Зоран Заев ќе крахираше со пописот во Република Македонија. Вака, фрлајки му гума, Зоран Заев имаше либи зошто да го одложи пописот во Република Македонија. Да испадне дека е конструктивен и дека го одлага пописот во Република Македонија, а не дека е неспособен кој не може да спроведи попис во Република Македонија. Тоа е големата победа на зелена маса на Христијан Мицкоски. И ги читате овие шампиони на Твитер, на Фејсбук, на социјалните мрежи, велат одложен е пописот, кога ќе поднесе оставка првиот човек на државната статистика, Апостол Симовски. Значи, Апостол Симовски треба да поднесе оставка бидејќи одложен пописот. А се извинувам, зошто е одложен пописот? Поради методологијата? Па Апостол Симовски треба да поднесе оставка ако е пописот одложен поради методологијата. Ама пописот, колку што јас разбрав, е одложен поради здравствените прилики, поради епидемиолошката ситуација. Апостол Симовски е виновен за епидемиолошката ситуација или Венко Филипче е виновен за епидемиолошката ситуација? Па зошто не се бара оставка од Венко Филипче, туку се бара оставка од Апостол Симовски? Бидејќи Венко Филипче треба да огради клиничкиот центар, а некој се договорил за изградба на клиничкиот центар. Некој на средбата во клубот на пратеници дал зелено светло да биде граден клиничкиот центар. Колку ќе чини клиничкиот центар? 100, 200 милиони евра, половина милиарда евра. Некој ќе се вгради некоја цигла во изградба на клиничкиот центар. Затоа не смее да биде напаѓан Венко Филипче. Бидејќи министерот за опозиција, исто како со оние гуповите во општина Газибаба, кој требаше во Сајмиштото да се гради они голем трговски центар, како што дат најголем трговски центар на Балканскиот полуостров, имаше на голема афера, со гласањето на советниците на ВМРО ДПМН како да гласат, со кого се договара,
Кој земал пари, ако земал пари? Кај кого завршиле провизии за давање на зелено светло да биде смена деталниот урбанистички план во општина Газибова? Нешто слично ќе се случи сега со избрана на клиничкиот центар. Некој министер за опозиција ќе земи некоја пара, ќе вгради некоја цигла. Дали ќе земи 5, дали ќе земи 10%, дали ќе земи 20%. Ќе покаже времето. Меѓутоа гледате, Венко Филипче не треба да се напаѓа за одлагање на пописот. Бидејќи пописот нели се одложи поради епидемиолошката ситуација, поради здравствената ситуација, што се сега во Република Македонија. А одговорен за епидемиолошката ситуација не е Венко Филипче, е директорот на државната статистика. Тоа е перверзијата која сега се случува. Се договориле, му ветиле некоја аванта, му ветиле дека некоја негова цигла ќе биде вградена во клиничкиот центар и одеднаш Венко Филипче не е виновен за одлагање на пописот. Кој е виновен? Директорот на државната статистика. Зошто е виновен тој? Бидејќи била лоша епидемиолошката ситуација и поради тоа се одложил пописот во Република Македонија. Гледате во какви некои небулози влегуваат дел на луѓето од опозиција, посебно овие нивни шампиони на Твитер и на социјалните мрежи или на Фејсбук, кои добиваат задачи од Увло и треба да го напаѓа директорот на статистика за одлагање на пописот поради здравствените прилики, наместо да го напаѓа Венко Филипче. Не смеа да го напаѓа Венко Филипче. Зошто? Бидејќи се договорени со него за изградба на клиничкиот центар. Бидејќи се многу пари во прашање, а тамо кај што се пари во прашање, тамо гине идеологијата. И сега во септември ние ќе одиме на попис со истата методологија. Па нели тоа е најлоша методологија во светот? Нели тоа е методологија намерно направена да им се помогне на албанците да се над 25, над 28%, над 30%. Нели таа методологија беше капитулација? Нели беше пазарење на Зоран Заев, односно капитулирање на Зоран Заев во однос на Али Ахмети? Како одена сега методологијата е добра? Дека методологијата е одлична, а дека пописот одложи само поради здравствените прилики. Па нели тоа беше крах од методологија? Нели нема таква во светот? Како одена сега Евростат дал зелено светло за методологијата? Па зашто собиравте 100.000 потписи? Поради здравствените прилики? Па ако сте собирале 100.000 потписи поради здравствените прилики, што сте ги вадале 100.000 луѓе да им го загрозите здравието и животот, да излагат на улица, да се попишуваат, да имат контакти со други луѓе, бидејќи е лоша епидемиолошката ситуација. Нели методологијата беше проблем? Нели методологијата значи крај за Република Македонија? Нели методологијата беше така направена да им се зголемат правата на албанците, да биде федерализирана Република Македонија? Како одедна сега методологијата е супер, коска е. И со таа методологија ќе се оди на попис во Република Македонија во септември, како што сега е договорот помеѓу Христијан Мицкоски и Зоран Заев. Па што не кажувате вакви работи? Што не кажувате вакви работи дека ние сме имале супер методологија, дека таа била одлична методологија, дека таа методологија добила зелено светло од Евростат. Зошто тоа сега не го кажувате? И зошто не кажувате дека сте протестирале? Сте правиле бојкоти, сте собирале 100.000 потписи, бидејќи сте се грижеле за здравието на населението. Па зошто го имате во извршниот комитет Вело Марковски? Нели нема вирус? Нели ова не е опасен вирус? Нели не треба вакцинација за луѓето? Нели со вакцинацијата повеќе луѓе ќе умрат? Зошто правите вакви салта мортали? Од една страна го имате Вело Марковски, од друга страна собирате 100.000 потписи. И сега ќе кажа Ацо Николовски дека поради тие собрани 100.000 потписи е одложен пописот во Република Македонија. Не е пописот одложен бидејќи требало да биде фрлена гума за спасување на Зоран Заев, кој му ја фрла министерот за опозиција Христијан Мицкоски. И одеднаш почитувани гледачи, гледате кој е тоа салто мортали. Вие го одлагате пописот, но не се спротивставувате на методологијата. Супер е методологијата, одлична е методологијата. Има зелено светло, има пемпели од Евростат. Тоа е Европската статистичка куќа која дава зелено светло за вакви пописи. И одеднаш пописот одложен поради здравствените прилики. Па има ли логика? Па ова нема ни у Београду, што би рекле србите. Кој е ова салто мортале? И одеднаш опозиција се има напикана во таква дупка, од која многу тешко ќе излезе на локалните избори во октомври или ноември оваа година во Република Македонија. И каква кампања сега ќе водат Левица, Интегра, другиот дел на македонската опозиција? Ќе водат кампања дека пописот е лош и дека е промашена методологијата. Од кого ќе земат гласови? Од ВМРО ДПМН или од СДСМ? Се разбира, од ВМРО ДПМН. И вие сега со ова зелено светло за одлагање на пописот, меѓутоа не менување на методологијата, им давате не гума за спасување, туку 100 октански бензин им турата во резерварот и на Интегра, и на Левица, на целата македонска опозиција, да водат кампања и со таа кампања да ве напаѓат и вас и СДСМ, меѓутоа да не земат многу гласови од СДСМ и во најголем дел да земат дел од гласачко тело на ВМРО ДПМН. Таа е таа мудра политика на опозицијата на Христијан Мицкоски, или како што велат медиумите под негова контрола, негова голема победа на зелената маса.
Ајде да го анализираме следот на настани, што предходеше нова лидерска средба во клубот на пратеници. Уапсен Норце Камчев, уапсен Сашо Мјалков и има средба на Никола Тодоров со Никола Груевски. Сите овие тројца, без Никола Тодоров, инвестираат во Христијан Мицкоски. Христијан Мицкоски дојде на власт во Република Македонија и да ги спаси од затвор или од прогон надвор од Република Македонија. Меѓутоа сите овие тројца, за да се спасат, може да инвестират во смена на Христијан Мицкоски. Тоа е суштината, тоа е конфликтот кој предизвика таква разврска и доведе до таква средба во клубот на пратеници, кај што на тетата средба се сретна Зоран Заев и Христијан Мицкоски и се договорија што ќе прават во наредните 6 месеци, најмалку во наредните 6 месеци во Република Македонија со битни рефлексии на сите политички разврски во владата, во СДСМ и посебно во врвот на ВМРО-ДПМН. Ако сите овие тројца играчи, а тој Никола Груевски, тој Сашо Мјалков и тој Јордан Норце Камчев, трнат да го рушат Христијан Мицкоски, Христијан Мицкоски нема шанса да остане една минута на чело на ВМРО-ДПМН. Еден од нив да трне да го руши Христијан Мицкоски, ќе има огромни шанси, да не речам ќе има 100% шанси, да го собори Христијан Мицкоски од врвот на ВМРО-ДПМН. Ако тројцата трнат, нема кој да го спасува, освен еден човек. Тој човек се вели Зоран Заев, или тој човек се вика Зоран Заев. Само Зоран Заев можеше да го спаси Христијан Мицкоски од атаците на еден или на сите тројца, Никола Груевски, Сашо Мјалков и Јордан Норце Камчев, да го сменат Христијан Мицкоски од лидерската позиција во врвот на ВМРО-ДПМН. Ово учиме на предавање по новинарство или на предавање по геополитика, на предавање на стратегија како да се владее и како да се дојде на власт во Република Македонија. Ви имате една џунгла, почитувани гледачи. Во таа џунгла има многу животни. И вие ако сте лавот во таа џунгла, имате две можности или две опции. Да ги бркате сите животни низ џунглата или да го контролирате изворот. Има еден извор на вода во џунглата. Било кое животно, дали наутро или навечер, треба да дојде да се напие вода на изворот. И ако вие го контролирате изворот на вода, тогаш немате потреба да ги бркате другите животни, бидејќи тие ќе ви дојдат да се напијат вода на изворот. Ако ви имате целосна контрола на изворот, тогаш можете кога сакате и кое сакате животно да го изедите или да го уништите. Тоа е стратегија на владење во Република Македонија. Може да се направат 100 конгреси против Христијан Мицкоски. Ако тие не бидат запишени во судскиот регистар, тога се невалидни конгреси. Кој ќе даде зелено светло да бидат тие конгреси запишени во судскиот регистар? Тој што има контрола врз македонското судство. Кој во моментот има контрола врз македонското судство? Зоран Заев. Бидејќи Зоран Заев и власта на Зоран Заев функционира преку контрола на македонското судство, преку користење на бомбите од тие прислушкувани разговори. Тоа е мокта на Зоран Заев. Што друго му останува на располагање на Зоран Заев? Венко Филипчев кој не може вакцини да набави. Драги Рашковски, кој? Кој од структурата на Зоран Заев може да направи промена на квалитет, да смени играта, као Горан Пандев да даде гол, како Елиф Елмаз да даде гол и да победат Германија? Не, нема таков играч во екипата на Зоран Заев. Зоран Заев ќе се соочи со проблеми во наредниот период, бидејќи нема играч во екипата кој освен него, освен со контрола на судството, со контрола на бомбите, може да направи пресврт над преварот, да даде гол, да одиме во продолжетоци, да победиме со некој гол во 89 или 90 минута. Затоа Зоран Заев ќе на преседа гости на чело на ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски, тој е негова најголема инвестиција. Како ќе направи тоа? Така што ќе го контролира судството и во судскиот регистар нема да биде запишан ниту еден друг конгрес или во судските архиви нема да биде дадено зелено светло за ниту еден друг конгрес кој ќе го собори од власт Христијан Мицкоски во врвот на ВМРО-ДПМН. Само конгресот на Христијан Мицкоски, се дојќи има договор со Зоран Заев, ќе биде валиден конгрес за смена или за потврдување на лидерското место и на лидерот во врвот на ВМРО-ДПМН. Внимавајте, почитувани гледачи. Пред 2 недели Зоран Заев прави конгрес во СДСМ. Значи, после 8 години, од кога е начело на СДСМ, Зоран Заев после 8 години успева целосно да ја приватизира СДСМ, да ја стави целосно под своја контрола, да биде избрана непосредно гласање на сите членови на СДСМ. Христијан Мицкоски најави свој конгрес со своји делегати во ноември. Веројатно поради локалните избори, поради пописот, тој конгрес ќе биде одложен после локалните избори. Ако Христијан Мицкоски имаше конгрес пред локалните избори, тој 100% ќе се спасеше, бидејќи ќе имаше легитимитет од 4 години, кој не ќе можеше да го собори без разлика на резултатот на локалните избори. Веројатно некој не му дозволи на Христијан Мицкоски, претпоставувате кој, тој што го контролира и тој што го држи на чело на ВМРО-ДПМН, да направи конгрес пред пописот и пред локалните избори.
И во зависност од назначувањето на Христијан Мицкоски, тој ќе остане на чело на ВМРО ДПМН или нема да остане на чело на ВМРО ДПМН. Ако не слуша Христијан Мицкоски, ќе му биде направен конгрес од мери од коалицијата или некоја друга коалиција. Ако Христијан Мицкоски е непослушен, тој конгрес ќе биде или ќе добие зелено светство од судските органи во Република Македонија. Кој ќе даде согласност тој конгрес да биде потврден, се разбира Зоран Заев. Гледате како Зоран Заев преку контрола на судството и контрола на конгресите може да влие Мицкоски да остане на чело на ВМРО ДПМН или да не остане на чело на ВМРО ДПМН. Тоа е суштината на победата на Зелената маса. Тоа е едниот дел на стратегијата. Може да има 100 конгреси, меѓутоа никој да не биде прогласен за легитимен конгрес. Втори дел на стратегијата е да бидат елиминирани сите луѓе кои му сметат на Христијан Мицкоски во врвот на ВМРО ДПМН. Антонио Милошевски, Илија Димовски, Александар Николовски. Дел од нив ќе бидат затворени. Дел од нив ќе имат и судски пресуди. И на тој начин ќе се гради наративот дека се расчистува со луѓето на Никола Груевски, бидејќи сите овие споменати се дел од времето на Никола Груевски. Значи има две стратегии. Едната стратегија преку судските органи, секој конгрес за смена на Христијан Мицкоски, се док има договор помеѓу Заев и Мицкоски да биде прогласен дека е нелегитимен, и од друга страна да бидат апсени, да бидат затворени сите оние кои му сметат на Христијан Мицкоски. Христијан Мицкоски да може да владее во врвот на ВМРО ДПМН со својата екипа од ВМРО Народна партија која донесе во ВМРО ДПМН и со новите деца или младите деца кои тој ќе ги инсталира во врвот на ВМРО ДПМН. Тоа е стратегијата на Христијан Мицкоски. Да нема легитимен конгрес за негова смена, освен неговиот конгрес со неговите делегати и сите кои му сметат во врвот на ВМРО ДПМН, вклучително Антонио Милошевски, вклучително Илија Димовски кои сега нели му се навонеси лојални, да бидат санкционирани со судските пресуди врз база на случаите отворени од специјалното јавно обвинителство. Од кого зависи брзината? Како ќе се одвиваат тие судски процеси? Нормално тој што го формираше специјалното јавно обвинителство и што го контролира судскиот процес и судскиот систем во Република Македонија, тој човек се вика Зоран Заев. Тој човек Зоран Заев во понеделникот направи договор со Христијан Мицкоски. Едниот со другиот ќе се штита човека Тито Петковски. И едниот и другиот беа на крајот на својата политичка кариера. Едниот ко премиер на македонската влада, вториот ко лидер на македонската опозиција. Ако меѓусебно не се помогнаа, ќе беа заборавени на македонската политичка сцена. Во понеделникот, двајцата неспособни кои водат владата и опозицијата направија договор како да владат и понатаму. Нормално, во таа комбинација помокниот е Зоран Заев. Помокниот го контролира послабиот. Едниот премиер на владата, другиот е министар за опозиција во истата таа влада. Гледате каде се сите оние кои му помагале или го финансирале Христијан Мицкоски, му помагале да дојде на чело на ВМРО ДПМН, да остане на чело на ВМРО ДПМН и го финансирале ко лидер на ВМРО ДПМН. Каде е Јордан Орце Камчев? Во притвор. Каде е Сашо Мјалков? Во притвор. Каде е Никола Груевски? Во бегство во Унгарија, надвор од Република Македонија. Сите тие веќе не се проблем за Христијан Мицкоски, освен ако не бидат вратени во Македонија. Освен ако не бидат пуштени од притвор, тогаш веќе стануваат проблем за Христијан Мицкоски. Кој може да ги врати во Република Македонија? Кој може да ги пушти од притвор во Република Македонија? Зоран Заев. Тоа е контролата на Зоран Заев врз Христијан Мицкоски, освен одредени снимки така натаму и така натаму, контролата е преку оваа тројка. Ако оваа тројка биде пуштена од затвор, ќе му направи конгрес на Христијан Мицкоски, ќе го сменат од лидерското место во ВМРО ДПМН. Таа контрола всушност го прави немоќен Христијан Мицкоски да го смени Зоран Заев. И тоа 100 пати ви го повторам, пена ми фати уста. Намерно ги правам овие емисии да ви пратам порака. Не можете да го соборите Зоран Заев. Не може да го смените Зоран Заев седока на чело на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски. Изберете кого сакате. Дали сакате Тимчо Муцунски, дали сакате Никола Поповски, дали сакате Митко Јанчев, кого сакате, изберете го. Со Христијан Мицкоски, ВМРО ДПМН на ниту едни избори не може да го порази и да го собори од власт Зоран Заев. Пред изборите 2019 година, тоа се председателските избори 2019 година, постои договор, постои премолчан договор помеѓу Зоран Заев и Христијан Мицкоски. Договорот се однесува на Јордан Орце Камчев. Ниту едниот, ниту другиот не треба да го спасуваат Јордан Орце Камчев во однос на случаите кои ги има отворено специјалното јавно обвинителство. Тој договор, кој е постигнат пред председателските избори 2019 година, е прекршен од страна на Христијан Мицкоски. 2 години подоцна Христијан Мицкоски не се спротивставува на приведувањето или апсењето на Јордан Орце Камчев. Зошто? Бидејќи и до него стигаат информациите дека 10 дена пред апсењето на Јордан Орце Камчев тој имал средби со одредени градоначалници во Централна Македонија, каде што ја нуди на послужавни главата на Христијан Мицкоски како трампа за својата слобода. Бидејќи Христијан Мицкоски во тој момент се лечи од коронавирусот на инфективната клиника во
Република Македонија, до него доаѓаат тие информации и сега Христијан Мицкоски 2 години од кога веќе го има прекршено тој џентлменски договор со Зоран Заев да не се спротивставуваат на санкционирањето и судското процесирање на Јордан Орце Камчев, се враќа на тој првичен договор и сега веќе нема ништо против Јордан Орце Камчев да биде таму каде што е и да има топол оброк 3 пати на ден. Зошто? Бидејќи Јордан Орце Камчев да се спаси од затвор ја нудел главата на Христијан Мицкоски, а на Христијан Мицкоски неговата фотелја и неговата глава му е многу поважна од слободата на Јордан Орце Камчев. Многу поважно од тој телефонски разговор помеѓу Митју Палмер и Христијан Мицкоски е средбата која во Будимпешта се случува помеѓу Никола Груевски и Никола Тодоров. Многу поважно, мислам за мене, почитувани речи, многу поважно е дека Христијан Мицкоски со таа средба во клубот на пратеници, таа тет средба со Зоран Заев, дека Христијан Мицкоски сака да му се реваншира на Никола Груевски за средбата со Никола Тодоров. Предпоставам дека Никола Тодоров и Никола Груевски разговарале за модалитети за смена на Христијан Мицкоски. Христијан Мицкоски ги има тие информации. Тие информации уште пред доаѓањето на Никола Тодоров беа пласирани во македонската јавност и дека ова промена на наративот на Христијан Мицкоски и барањето и добивање средба, тет средба со Зоран Заев, се должи токму на потребата на Христијан Мицкоски да му се реваншира на Никола Груевски. Што се случува после таа средба на Никола Тодоров и Никола Груевски во Будимпешта? Има упад во станот или упад во становите на Никола Груевски. Најдени се 2 стана, дополнителни 2 стани, најдени се пиштоли. Дозволата за користење на пиштолите била истечена. Па како да биде продолжена кога човекот е во Будимпешта, мислам на Никола Груевски. А сите ние знаевме дека Никола Груевски има 4 стана во таа зграда. Знаеше и власта на Република Македонија. И 2 или 3 години после бегството на Никола Груевски, тие откриваат пиштоли од тие 2 стана на Никола Груевски за кои тие не биле информирани дека постојат. И има претрес во куќата или во станот на Милена Киевски. Гледате, треба да се има контрола врз делегатите и врз пратениците. Милена Киевски, заедно со Сашо Мјалков, се двајцата кои оперативно ги собират или ги обезбедот делегатите пред Валандовскиот конгрес, кога Христијан Мицкоски е избран за лидер на ВМРО ДПМН. Значи, Зоран Заев, со овие упади, кај Милена Киевски, кај Никола Груевски, а тие упади се случуваат после средбата Никола Тодоров и Никола Груевски во Будимпешта, треба да му овозможи на Христијан Мицкоски да има контрола врз делегатите кои може да му ги земи Никола Груевски и контрола врз претениците преку Игор Јанушев кој може да ги има Милена Киевски. Милена Киевски секоја сакаше да биде генерален секретар на ВМРО ДПМН. Поради судските процеси и поради процесите кои се отворени од специјалното јавно обвинителство против Милена Киевски, тој не е избран да биде генерален секретар на ВМРО ДПМН и на таа позиција го става човекот од негова најголема доверба, тој Игор Јанушев. Тој веќе не е генерален секретар, меѓутоа Игор Јанушев тамо некаде 2017 година кога Христијан Мицкоски е избран за лидер на ВМРО ДПМН е избран да биде генерален секретар, всушност да биде продолжена рака на Милена Киевски. И одеднаш Никола Груевски кој има контрола врз делегатите, Милена Киевски кој преку Игор Јанушев може да има контрола да биде формирана некоја пратеничка група која ќе се одметне од ВМРО ДПМН и ќе им помога на Зоран Заев и на СДСМ, се прави упад во нивните домови. Пораката која е испратена до Милена Киевски и до Никола Груевски да не се мешат и да не се обидува да го сменат Христијан Мицкоски. Тоа е всушност рефлексијата на таа средба Никола Тодоров и Никола Груевски во Будимпешта. Кога Христијан Мицкоски гледа дека таа средба се случува, кога на таа средба е разговарана за негова смена, што прави? Бара подршка од својот политички пријател, политички сојузник или политички ментор кој го штити, тоа е Зоран Заев. Зоран Заев му помага на министерот за опозиција, прави упад кај Никола Груевски, прави упад кај Милена Киевски. И сите обиди за смена на Христијан Мицкоски се рушат како кула од карти. Така Мицкоски ја спасува својата фотелја во ВМРО ДПМН. Што треба да направи Мицкоски? Па да му помогне на Зоран Заев да ја спаси својата фотелја во македонската влада. И тоа го кажа Тито Петковски. Давајцата губитници на политичката сцена, ако не се договорија, станат добитници на политичката сцена. Едниот ја зачува фотелјата во врвот на ВМРО ДПМН, вториот ја зачува фотелјата во македонската влада. Едниот му ги елиминира политичките противници на Христијан Мицкоски, а вториот ќе му овозможи на Зоран Заев да направи чистки во СДСМ такви како што сака да направи. Дали ќе ја менува Радмила Шекеринска, дали нема да ја менува Радмила Шекеринска. Дали ќе се ослободи од уцените или влијањето на Али Ахмети, тоа треба да му помогне Христијан Мицкоски. Гледате, тоа се сиемски близнаци. Тоа е еден струмички клан. Човекот кој владее со Струмица 15 или 20 години и струмичкиот зет. Едниот му овозможува на струмичкиот зет да остане на чело на ВМРО ДПМН, вториот треба да му овозможи на струмичкиот газда
да остане начело на македонската влада. Како? Така што ќе елиминира Радмила Шекеринска, структурата на Радмила Шекеринска или некоја друга Радмила Шекеринска врвот на СДСМ и ќе се ослободи од влијанието или уцената на Артан Груби, Али Ахмет и така натаму и така натаму. И тоа функционира кој швајцарски саат. А е многу струмичен, имат отидено на печалба во Швајцарија, па може и токму затоа струмичкиот газда и струмичкиот зет функционираат кој швајцарски саат. Евувањето на Метју Палмер е само алиби, почитувани гледачи. Евувањето на Метју Палмер му послужува на Христијан Мицкоски да ја смени својата стратегија. И всушност Христијан Мицкоски со 2 или со 3 години за доцнување да ја реализира стратегијата на Мартин Протуйгер. Може сега не се во најдобри односи со Мартин Протуйгер, но тоа е стратегијата на Мартин Протуйгер. Христијан Мицкоски да биде ослободен од Груевски, да биде ослободен од Мјалков, да биде исчистен од сите можни криминали и да биде ослободен од руското влијание или таа руска прљавштина која секоја се врзувала за ВМРО ДПМН. Телефонското јавување на Метју Палмер, глумењето конструктивност на Христијан Мицкоски, конфликтот со Никола Груевски, конфликтот со Сашо Мјалков, всушност значи реализација на таа стратегија на Мартин Протуйгер. И сега Мицкоски треба да биде ослободен од груевизмот, од михайловизмот и да биде ослободен од руската прљавштина или руското влијание во врвот на ВМРО ДПМН. Ајде и по цена да бидам досаден. И по трети или по четврти пат и во оваа емисија и во изминатите неколку емисии. Да ја кажам клучната поента. Клучната поента на емисијата е дека Христијан Мицкоски во овој момент знае дека е послаб од Зоран Заев, дека Зоран Заев е многу посилен од него. И Христијан Мицкоски во овој момент не сака да влезе во конфронтација во војна со Зоран Заев. Го знаете вицот за тигарот. Паѓа авион во џунгла, има тројца кои со подобрани се симнуваат во џунглата и на нив налетува тигар. Едниот од тие што се паднати, се едној ги врзува врците на своите патики. Другите двајца му се смеат и велат: "Били тигорот нас ке ни изеди, а ти најде да ги врзуваш врците на патиките." Неговиот одговор е следен: тигорот може да јади само еден човек, а тој ги врзува врците на патиките не да му избега на тигорот, туку да биде побрз од другите двајца. Ако биде побрз од другите двајца, тоа значи дека ќе се спаси од тигорот. Ја не велам дека Заев е тигар. Заев е некоја мачка со расклатани заби во моментот, се додека не се спаси со одлагањето на пописот и како така почна да му доаѓаат вакцини во Република Македонија, а Христијан Мицкоски е еден од овие тројца кои претендира да го зазема тронот на чело на ВМРО ДПМН. Христијан Мицкоски со помош на Зоран Заев си ги врзува патиките и клучно е не да му избега на тигарот, туку да биде побрз од овие други двајца кои се претенденти за тронот на ВМРО ДПМН. Тоа е суштината на оној виц или таа анегдота кој се кажува за луѓе кои паднале во џунгла и тигарот кој сака да ги изеди. Вие не можете да му избегате на тигарот. Вие не можете да се спасите од поразни избори, но можете да победите во ВМРО ДПМН. Како ќе победите? Така што ќе бидете побрз од другите двајца кои се претенденти за тронот. Ако не може да бидете побрзи од тигорот, ќе бидете побрзи од тие што ви се претенденти. Тоа е суштината и така функционира Христијан Мицкоски. Конечно почна зрело да функционира, себично, за негови лични интереси. Со таа стратегија тој не може да победи на избори, но може да остане на чело на ВМРО ДПМН. Тоа е суштината. Мицкоски не сака да го порази Зоран Заев. Мицкоски сака да ја порази своите конкуренција. По прашање на време, по прашање на временска инерција. Во еден временски период сите ќе бидат против Зоран Заев. Така заврши Бранко Цренковски, така заврши Никола Груевски, така заврши Љупчо Ѓорѓевски. Тоа е диелектика на политичките разврски. Христијан Мицкоски само смета дека треба да му биде елиминирана конкуренцијата, да остане на чело на ВМРО ДПМН и покрај серија на порази, значи да остане на чело на Белата палата, и кога сите ќе се свртат против Зоран Заев, ако тој има добра стратегија и доволно трпеливост, не сум сигурен колку Христијан Мицкоски ќе има добра стратегија и доволно трпеливост, тој да биде природното решение, природниот избор кој ќе го замени Зоран Заев. Ете, Зоран Заев имаше истата таа стратегија, кога Никола Груевски се конфронтираше со Бранко Цренковски. И всушност Зоран Заев беше помалото зло за Никола Груевски. Плашејќи се од Бранко Цренковски, Никола Груевски играше на картата на Зоран Заев. На крај, тој Зоран Заев го симна од власт Никола Груевски и се јади гулаш во Будимпешта. И истото тоа го размислува сега и Зоран Заев. Играјќи на картата Христијан Мицкоски, тој игра на картата на помалото зло. Но за разлика од Христијан Мицкоски или од она ситуација на Зоран Заев, Никола Груевски, Бранко Цренковски, Зоран Заев знае дека кога ви играте на картата на помало зло, во еден временски период, фрустрацијата кај тоа помало зло, ќе стане така голема,
што ќе се загрози вашето политичко функционирање, ќе се загрози вашата безбедност, па дури ќе дојдете до една ситуација тој да може да ве суди за одредено велепредоство. Тоа го знае Зоран Заев и претпоставам дека после локалните избори таа кохабитација помеѓу Зоран Заев и Христијан Мицкоски ќе биде на тестот на времето. Не сум сигурен каква ќе биде разврската во тие нивни меѓусебни односи ако трпеливоста на Христијан Мицкоски не експлодира и пред локалните избори и дојде една нова карма каша на македонската политичка сцена. Но во моментот, почитувани гледачи, ова позиција, ова однесување на Христијан Мицкоски му одговара на Зоран Заев. Сите проруски гласови, сите анти-ЕУ, анти-НАТО, анти-попис гласови, гласови за бојкот и така натаму, наместо на конто на Христијан Мицкоски, ќе одат на контото или на Интегра, и во најголем дел на контото на Левица. И тоа му одговара на Зоран Заев. Тие гласови не се гласови на СДСМ, то се гласови на ВМРО да помене. Ова конструктивност на Христијан Мицкоски, ова стратегија на Христијан Мицкоски да биде исчистен од Груевски, да биде исчистен од Мјалков и да биде исчистен од прелјавштината на Русија, оди во корист на Зоран Заев. Како? Најголем дел тие прогруевски, промјалков, проруски гласови ќе завршат на контото на Левица. Чиви се тие гласови на ВМРО да помане. Чив скоро ќе се намалува на локалните избори, се разбира на ВМРО да помане, тоа е стратегијата на Зоран Заев. Него му е битно да победи на локални избори, на Мицкоски му е битно да остане на чело на ВМРО да помане. Ќе видиме што ќе се случи на политичката сцена. Имаме ребус, тоа е Радмила Шекеринска. Што ќе се случува со Радмила Шекеринска? Дали ќе остане на таа позиција? Гледате, Зоран Заев рече дека нема да се менуваат министрите во владата, додека ќе има нови структури на чело на СДСМ. Така да може да се случи Оливер Спасовски, Радмила Шекерински и останатите да останат како министри во владата на Зоран Заев, но не да не бидат на партиски функции. И вториот ребус е Али Ахмети. Дали во април или во мај Али Ахмети може да заврши во Хашкиот трибунал. Гледате, таа нервоза што постои кај Али Ахмети кај партијата ДУИ, веројатно има некоја причина. Причината е дека Али Ахмети е единствениот врвот на таа поранешна УЧК Косова, не УЧК Република Македонија, која не е испратена на топол оброк 3 пати на ден во Хашкиот трибунал. И тоа е вториот ребус на политичката сцена. Христијан Мицкоски секогаш ќе биде држан како резервна опција, ако Зоран Заев влезе во расчистување со Али Ахмети и во расчистување со Радмила Шекеринска. Знаете што е суштината, почитувани гледачи? Кога вие правите голема влада или влада по германски модел како што најави Зоран Заев, секогаш вториот партнер во таа влада трпи многу поголеми штети. Социјалдемократите во таа влада со Ангела Меркел трпат многу поголеми штети. На крај се јавува некој трет политички субјект, тоа се зелените во Германија, може да биде Левица во Република Македонија, кои ќе ги соберат плодовите на таа голема влада помеѓу социјалдемократите во Германија и партијата на Ангела Меркел. Па гледате, Бранко Црвенковски, иако победи на локалните избори 2000 година, едва и се спаси од поголема политичка штета која беше дел на владата на Лјупчо Георгиевски 2001 година за време на војниот конфликт во Република Македонија. Па гледате како помина партијата ПДП која беше во иста влада со ДПА во истата таа влада 2001 година. Значи секојаш вториот партнер во таа влада трпи големи штети и првиот, и тоа оди на корист на некој трет политички субјект. Тоа може да биде Левица или некоја друга политичка структура во Република Македонија. Меѓутоа влез на Христијан Мицкоски во влада со Зоран Заев. Прво ке значи голема штета за Христијан Мицкоски, малку помала штета за Зоран Заев и некој трет политички субјект кој ќе собери дивидендата од таквата политичка разврска. Да не забраваме, почитувани гледачи, американците имаат две нерешени прашања на Балканскиот полуостров: независноста на Косово, односно признавањето на Косово и влез на Македонија во Европската унија. Првата работа анализиравме за односите помеѓу Македонија и Бугарија. По изборите во Бугарија, таму ќе се случуваат битни политички турбуленции, американците нема да им го простат ово однесување на бугарите во однос на Република Македонија и ќе треба да биде призната независноста на Косово. Ќе има одредени турбуленции во Косово, Србија, така натаму и така натаму. Однесувањето на Али Ахмети е анахроно на процесите на времењата кои сега се случат на Балканскиот полуостров. За очекување е дека барем еден висок функционер на ДУИ ќе треба да биде судски санкциониран, бидејќи знаете, просто невозможно 20 години ДУИ да е дел на сите власти во Република Македонија, а ниту еден функционер на ДУИ да не заврши во затвор, да не му биде отворена одредена судска истрага. Тоа веројатно ќе се случи сега, ако сака да се спаси Зоран Заев на политичката сцена, ќе мора да расчисти со дел од прелјавштината или дел од криминалот на ДУИ и на Али Ахмети или на луѓе блиски на ДУИ или на Али Ахмети, односно текуни, олигарси, да не речем мафиоши, кои се блиски на Али Ахмети и на партијата ДУИ. За тоа да може да го направи Зоран Заев, а да не му падне владата, ќе треба да има поддршка на Христијан Мицкоски.
така е таа направена коалиција помеѓу Струмичкиот газда и Струмичкиот зет. Едниот ќе му помага на едниот да остане на чело на ВМРО ДПМН, а вториот ќе му помага на првиот да остане на чело на македонската влада. Може би да станат и владини коалициони партнери, едниот да биде премиер, вториот да биде министер за опозиција. Но клучно е дека треба да биде санкциониран криминалот во ДУИ. Како вие ќе им објасните на македонците дека македонци лежат во Хашкиот трибунал, дека македонци лежат во нашите затвори, дека специјално јавно обвинителство отвара истраги за македонски олигарси, за македонски политичари, за македонски тајкуни, меѓутоа сите албански политичари, сите албански мафијаши, сите албански тајкуни се безгрешни во Република Македонија. Ако сака владата на Зоран Заев и Зоран Заев да имат легитимитет не само пред македонската јавност, туку и пред албанската јавност, ќе мора да отворат одредени судски процеси против партијата на Али Ахмети или против луѓето блиски на Али Ахмети. За да не падне владата, тогаш кога гума за спасување треба да служи Христијан Мицкоски. Гледате, Али Ахмети е нервозен и нервозен е Стево Пендаровски. Стево Пендаровски и така е небитен на политичката сцена, меѓутоа после онаа средба во клубот на пратениците помеѓу Зоран Заев и Христијан Мицкоски, Стево Пендаровски стана уште понебитен на политичката сцена. Веќе нема средба кај председател, туку има лидерски средби. Директно се среќаваат Зоран Заев и Христијан Мицкоски. Не им е потребна посредничка улога или помош на Стево Пендаровски. Зоран Заев се среќава и со Алијанса на албанците и со Алтернатива. Повторно нема потреба од логистика или подршка или медијаторство на председател Стево Пендаровски. И Стево Пендаровски, кој така велам беше небитен на политичката сцена, стана уште по-небитен на политичката сцена. Ова нервозна реакција на Стево Пендаровски, конфликтот со Венко Филипчев, всушност се покажува нервозата на Стево Пендаровски. Стево Пендаровски не може да најде модел како да се наметне на политичката сцена. А за 3 години ќе дојдат нови избори, нови председателски избори. Стево Пендаровски мора во овие 3 години да најде начин и модел како да опстане на политичката сцена. Ако тоа не го најде, многу тешко ќе биде номиниран за втор председателски мандат. И што прави Стево Пендаровски? Удира на Венко Филипче. Зошто удира на Венко Филипче? Бидејќи Стево Пендаровски, кој секој во Република Македонија, чита што се пишува на социјалните мрежи. Чита каква харанга и хајка се води против Венко Филипче. Оправдана харанга, оправдана хајка. Бите е неопростиво вие да не може да набавите вакцини. Да, навистина почна да доаѓаат вакцини во Република Македонија, меѓутоа бевме ние 2 месеци како риба на суво. Сите се вакцинирани на Балканскиот полуостров, само во Република Македонија немаше една ќора вакцина која беше дојдена, ако не беа оние вакцини кои ни ги поклонија Србите, односно Александар Вучич. И тоа го чита Стево Пендаровски и пробува да направи некоја своја политичка позиција, влега во конфликт со Венко Филипче. Венко Филипче е човек на Радмила Шекарински, или беше човек на Радмила Шекарински. Минатата година имаше процент на доверба 80% кај македонската јавност. Тој беше единствен реален противник на Зоран Заев во врвот на СДСМ. Што прави Струмичкиот концепт? Па го зима Венко Филипче, го трга Венко Филипче од Радмила Шекаринска и го прави свој пријател. Одеднаш рейтингот на Венко Филипче од 80% е намален за 4 или за 5 пати. И Венко Филипче е клинот на Зоран Заев во скопското крило на СДСМ. Го зима Венко Филипче и прави штета на Радмила Шекаринска, го прави свој пријател, му го намалува рейтингот и Венко Филипче веќе не е противник на Зоран Заев за челната позиција во СДСМ. Затоа Стево Пендаровски удира на Венко Филипче, бидејќи смета дека удирајќи на Венко Филипче најлесно може да удири на Зоран Заев. Колку таа математика на Стево Пендаровски ќе се покаже како добра или како лоша, ќе знаеме не за 3 години, туку за неколку недели. Уште една работа е многу битна, почитувани гледачи. Стево Пендаровски прв јавува. Или од кај Стево Пендаровски прво излегуваат шпекулациите дека Никола Тодоров ќе оди на разговори со Никола Груевски во Будимпешта. Тоа се случува некаде вторник од средата, во неделата е средбата во Будимпешта, значи некаде вторник од средата, Стево Пендаровски, дали директно, дали преку кулуарите, дали преку шпекулации, прв ги пушта тие шпекулации, информации за средба на Никола Тодоров и Никола Груевски во Будимпешта. Тоа значи дека Стево Пендаровски има некоја комуникација со Никола Тодоров. Дека Стево Пендаровски веројатно навиваше Никола Тодоров да направи конгрес и дојде на чело на ВМРО ДПМН. Дали нереализирањето на таа стратегија го прави нервозен Стево Пендаровски? Дали Стево Пендаровски сега гледа дека Зоран Заев прави коалиција со Христијан Мицкоски, а дека пропаѓа неговата коалиција со Никола Тодоров ќе покаже времето? Меѓутоа во еден временски период Стево Пендаровски ќе мора да направи коалиција со делови на ВМРО ДПМН, делови на Бранко Цренковски, Радмила Шекаринска, делови на ДУИ кои се незадоволни од Зоран Заев и Наташа Савал, можеби структурата на Јордан Орце Камчев, сепак Стево Пендаровски е председател на државата, има битно влијание преку Агенцијата за разузнавање, има разузнавачки информации. Не се покаже изминативе 2 години, не се наметна на политичката сцена, меѓутоа бидејќи сега се работи за неговата кожа, Стево Пендаровски ќе треба да почне да прави коалиции. И знаете, од еден интернет експерт
кој секогаш кажуваше тоа што пишува на интернет, кој секогаш кажуваше на македонската јавност тоа што сака да го слушне македонската јавност, сега за прв пат во својата кариера Стево Пендаровски ќе треба да се бори за нешто, а не нешто да му биде поклонето. Ке мора да прави коалиција, можеби со Тодоров, сигурно со Бранко Царенковски, бидејќи таа негова комуникација со Наташа Саво и со Бранко Царенковски секогаш била на многу високо ниво, со одредени структури да прави незадоволство во СДСМ, да прави незадоволство во владата. Значи, тоа што му се случуваше на Христијан Мицкоски во врвот на ВМРО ДПМН, кај што имаше многу претенденти за тронот на врвот на ВМРО ДПМН, Стево Пендаровски и Зоран Заев, мислам дека 3 години пред председателските избори ќе влезат во една председателска конфронтација кој ќе биде едниот кандидат на СДСМ за председател на Република Македонија. И така се поставени картите во моментот на политичката сцена, почитани гледачи. Таа средба во клубот на пратениците, тета средба помеѓу Зоран Заев и Христијан Мицкоски, таа битка за ранетите, всушност битка за луѓето кои го гледа крајот на својата политичка кариера. Мицкоски кој лидер на ВМРО ДПМН, а Зоран Заев кој премиер на македонската влада, седна и се договорија. Го продолжија континуитетот или траењето и на едниот и на другиот. Колку ќе биде трајна таа коалиција ќе видиме, бидејќи во политиката една работа не е една за секојаш дефинирана. Работите се менуваат на дневна основа и ние ќе ги следиме тие процеси. Меѓутоа тоа што сакам да ви го кажам, дека на таа среда во клубот на пратениците никаква голема победа на зелена маса не избори Христијан Мицкоски. Напротив, Христијан Мицкоски прифати безмалку се што беше на агендата на Зоран Заев. Дури овозможи пролонгирање на пописот во Република Македонија, бидејќи тој попис беше крахиран, тој попис беше фалименто. Ако Христијан Мицкоски не побараше одлагање на пописот, Зоран Заев ќе требаше да се соочи со фактот дека ќе спроведе еден катастрофален попис во Република Македонија. Ниту беа заштитени попишувачите, ниту се прејавува попишувачи. Македонските граѓани го бойкотира пописот. Ке имавме една ситуација кај што бројот на албанците ќе беше енормно зголемен во однос на бројот на македонците, бидејќи не се попишуваат на пописот во Република Македонија. И таа тета средба во клубот на пратениците всушност е битката за Неретва, односно битката за ранетите. Ранетите или унакажаните на политичката сцена сватија дека еден на друг си треба, си дадоа рака и си го продолжија континуитетот, едниот како премиер на владата, вториот како лидер на македонската опозиција. Обеше мисијата во центар и анализиравме средбата во клубот на пратениците. Го дадовме нашето мислење. Вие може да се согласите, може да не се согласите со тоа мислење. По 1 или 2 месеци ќе видите дека се што е кажано во оваа емисија се остварува, почитувани гледачи. Вие може да се лутите, може да напаѓате, може да навредувате. Тоа е дозволено, тоа е природно. Јас немам право да ве лажам. Јас сум тука да ви кажувам вистината, бидејќи тоа е мотото на емисијата, имате право да знаете вистината. Ова е емисијата во центар, почитувани гледачи, на Васко Ефтов. Ново дружење, нова средба ви неавам недела во 22 часот. До недела во 22 часот. Пријатно вечер Македонијо, каде и да си.